Така е, добар ден и срдечно добре дојде за сите кои што сте на Телма заедно со уште едно издание на емисијата Никој да не знае. Ќе научиме паролата до крајот на оваа сезона. Никој да не знае освен јас, вие и нашиот гостин, односно во овој случај гостинка. Се договоривме дека во оваа сезона ќе имаме пејачи и пејачки кои ќе бидат наши гости, со цел да ви ја презентираме нивната музика, значи ќе слушаме одлична македонска музика и тоа е нашата цел меѓу другото. А втора работа заради која што е создадена Никој да не знае или ребрендирана пред 20 години, оваа кате малку помлада и малку потесна, имаше емисија која што исто така се викаше Никој да не знае и во која што и беа јавни личности гости со една единствена цел да дознаеме или да им кажеме, да ви кажеме на сите вас дека всушност животот на сите јавни личности не е поразличен од оној на нас обичните луѓе и можеме да црпиме од нивните искуства, можеме да видиме дека и тие болуваат, дека се срекни, несрекни, тажни, радосни и така натаму, дека се она што ни се случува и нам, им се случува и ним и она што е најважно можеби дека можеби вака ќе ги создаваме нашите или вашите идоли, заедничките идоли. Овој пат имаме една прекрасна дама во студиото на Телма. За неа можам да зборувам многу, но ајде да кажам малку неколку реченици колку за најава, за да имаме доволно време за муабет. Таа е исклучително добар пејач, многу емотивна и емпатична, така мене ми изгледа од она што јас ја познавам. Ке беше греф ако пред 3 години не се одлучеше да направи своја песна, иако пее долго време. Беше и професионален војник, ама се откажа од таа работа, што и како ќе ни кажа самата. Многу ми споредуваат со Били Ајлиш, а таа во едно интервју свое, кое што успеав да го најдам во овие, тука што го и прочитав за неа, вели да, супер, се ми се допаѓа тоа дека нели ме споредуваат многумина со Били Ајлиш, ама ајде да бидам само Тамара. Тамара Волчевска. И благодарам за Никој да не знае. прекрасната најава. Значи, браво, браво, тоа се гледа дека некој работел, си ја работи работата и сакам да ти кажам благодарам за ова што го правиш. Зошто благодарам, И вам. затоа што ни не достигаат вакви работи на сцената. Гледам дека се почесто и почесто се занимаваме со некои ствари што и не мора да се толку присутни, Така. но ете, има и Јас места сакам каде и што можеме да младата сме тук. публика да натираме дека може да гледа пола сат нешто и да биде интересно. Апсолутно И да се вредно е вратиме кон да се македонската погледа. музика. Да, одлично си поминавме заедно на Макфест, ама Прекрасно. за тоа се ќе потоа во зборим. Може. да. Поклони си и почни вика. Така е, да. Си рекла во едно интервју вака, велиш музиката тлееше во мене од мала, но не можев ниту да претпоставам дека ќе ми биде животен пат денес. Учествував во училишен хор, во секаков вид проекти, во основно и во средно училиште, дури имавме и средношколски бенд. Тоа беше преубаво време, велиш пишував поезија, спојувањето со Весна Малинова, односно токму таа беше виновникот за мојот прв чекор, снимање на првата песна на англиски јазик. Ова само да те подсетам на едно интервју дадено пред 3 години и кажи ни сега колку време требаше за да се изнедри тоа сето. Те слушам како ме цитираш и прекрасно е чувството кога сваќаш дека низ овие години си растал. Си се развивал, си створил нешто, си направил нешто и тоа е знак дека нештата кои што ги правиш денес можеби нема да ги видиш утре, но ќе ги видиш за некое време. И јас сега ги собирам плодовите од она што сум го започнала пред 3 години, 4 више на професионален начин. Не се каам за жртвите што ги направив, за да почнам да пливам по музичкиот пат. Преблагодарна сум за тоа. Дека сум направила жртви, сум направила и тоа биле огромни. Едно од тоа било таа раскрсница за мојата кариера. Не најдовна нека огромна поддршка со тој чекор, што и е логично, нормално. Знаеме каде живееме, знаеме колку е тешко да се гради кариера тука во Македонија на ова поле. Тешко го ставам во наводници, затоа што никогаш нема да си дозволам да паднам во некоја таква демотивација, затоа што ако го дозволам тоа, тогаш сум се предала сама себе. Поточно на Тамара која што била пред 4 години, сум ми кажала, извини девојче, али ти сгреши. Ајде да си се вратиш кај што беше или барај между трето. Така да, супер. Знаеш, сакам само да ми кажеш уште некоја приказна од овие ситуации, како училишен хор, нели средношколски бенд, раскажи ни нешто. Да, ја бев дете кое што беше насекаде. Посебно во основно школо, исто и во Пишуваше поезија? Пишуваш си уште поезија? Пишувам, Мислам, освен из песни. Да, пишувам поезија, сакам да пишувам и здравје Боже би објавила и некоја книга околу
сето тоа ме водат патиштата натака. Го сакам тоа да го правам. Тие денови, уствари, животот на некаков начин, на ваков или на таков, ти покажува. Ти ги дава правците. Сега е моментот колку ти ќе препознаеш. Да. Дали е тоа нешто што навистина утре ќе ти биде животот или е можеби, не знам, некое периодично искуство кое што сакаш да си го земеш и ти убаво да го работиш или ти е хоби и слично. Така да, бев насекаде, во секакви проекти, и музички, и образовни, и културни, и се. Бев човек кој што учеше многу, тоест дете учено и плачев дома за 4 минус. Не дај Боже, четворка да е основата, 5 минус некако се носев, бев во балица. Леле, 4 минус плачеше? Да, плачев особа. Но добро, и моите ме држа доста строго, мислам, строго и насочено, нормално, како и секој прво дете во секоја фамилија. Првото мора да го помине патот, за второто да му е полесно. Полесно, така е, да. Добро. И сега средношколскиот хор, средношколскиот бенд, кажи ми како излезе, кога излезе? Тоа беше на почетокот од средна школа, прва, втора година, колку што се сеќавам. Знам дека учеше? Во гимназија. Гимназија, добра, па петкашкава во гимназија. Во Гостивар, да. Добра. Бубалицата од гимназија, што стана пејачка. Супер! Гимназија, па не баш така, ама добро. Можам да се носам со тој епитет. Добро. Беше, стварно беа забавни денови. Добро, како ви се викаше бендот? Мислам дека немавме име, бевме средношколскиот бенд од гимназија. Не стигнавме до делот да имаме сопствено име, но беше, како да кажам, доживување на годината беше што ние настапувавме за време на новогодишните празници и имавме свој официјален настап во една многу позната уште од времето дискотека во Гостивар, Елдорадо, која што више не функционира. Така е. Но таму настапувавме и тоа беше врвот на доживлеј, што некој млад може да го има во средна школа. Што? Рок-н-рол. Рок-н-рол? Sweet Child O' Mine. It's My Life, Bon Jovi, све и свашта. Да. Беше стварно преубави денови. И дружбите беа посебни, бевме оправдани во школа, нели, не одиш на настава, затоа што го представуваш школото со тој музички дел, бендовски, мораш да работиш на тоа и имавме убава соработка. Што тогаш не сме знаеле. И кажи ми сега со тој средношколскиот бенд потоа прекина или продолжи во посериозна работа? Како продолжи до првата песна, за да дојдеме до првата твоја авторска песна? Да, далеку Ти имаше многу настапи допред неа, така? Да, па усвари со песната ги официализирав работите, а претходно почнав да настапувам самостојно со матрици во неколку локали во Скопје, немав нешто посебно педигре музичко со настапи. Усвари со појавувањето на Do You Remember првата песна, тогаш се отворија вратите и буквално како животот да ми се смени за една вечер. Затоа што не очекував дека до тој степен следниот ден ќе се пишува за мене. Ќе се појавам како ново име на музичката сцена. Немав ни замисла дека тоа ќе се случи. Точно го памтам утрото. Живеев во Ѓорче, во гарсонјера, сама. Кога се пушти прв пат песната? Да. Добра. И го памтам утрото, станав за на работа, војник бев се уште и требаше да патувам од Скопје до Кичево. Се уште работев во Кичево и само сватив дека имаат новини, дека се објавувало за мене, дека медиуми пишувале, Тамара Волчевска, новото име на македонската естрада. А ти никому не кажа, не ни знаеш? Имав неколку луѓе на кои што сподели информација, да. Цеце Николова, можам да ја поздравам, тој период навистина многу ми помогна со тој пиар, не знаев што е пиар. Тогаш пиар. Да ти помогне да пушти некој текст, нели? Тоа е пиар, добро, песничево да го пуштиме нешто да се дешава. Добро. И тогаш сватив дека тоа е местото каде што припаѓам и дека сакам да сум таму за секогаш. Да. Како се создаде песната? Велиш вака. Песната е напишана една саботна вечер пред веќе 6, ако добро избројав години, додека јас и моја другарка одлучивме да ги избегнеме гужвите и дружбите низ град. Сосема спонтано, парче хартија во убава атмосфера, изникна текстот и бевме пресрекни, што дури на шала си кажавме. Значи, замисли ова да се сними еден ден и да биде хит, ха-ха-ха-ха-ха. За најжив цела, да, точно. Да, и ха-ха-ха-ха-ха, видна. Стигна. Да. Леле, кате ме врати, браво, секоја чест. Да, буквално го памтам тефтерчето, зелена тетрадка од они вака што се вртат листовите.
и си шкрташ нешто. Пишував, памтам дека првата песна што сакав нешто да ја напишам и тоа цело време мотивацијата, инспирацијата ми беше да пишувам на англиски јазик. Аха. Не дека го владеев перфектно, но едноставно не можев мелодија да си направам, а да ми звучи во ред на македонски јазик. Да. Попевливо е, поразговетно ми беше, не знам. Можеби музиката што тој период ја слушав. Да, ја слушаше да инспирирала. Да, така. ме насочуваше на тоа. И прво пишував нешто за мајка ми, знам дека нешто My Mother, нешто така, некои слики ми излегуваат од листовите. И после се случи Do You Remember и баш така седевме и си викам, замисли еден ден ова да се сними некогаш. И сега таа тетрадка е се уште полна и има можеби уште 20 на песни на англиски јазик, кои што верувам дека во еден момент од животот ќе ги искористам, ако не на македонски, на англиски, тогаш на македонски јазик. Така е, да. И сега за истата песна, велиш, во секоја минута од целиот процес беше вложена голема љубов и внимание. Како прва песна сакав да биде цврст печат за секоја наредна. Работевме неколку месеци, а спомените од студиото како и снимањето на спотот се нешто што ми е врзано во срце и меморија за секогаш. Како прва возбуда, прво искуство, неизвестност, адреналин, нетрпеливост и силна желба за совршена целосна приказна. Ти успеа ли да ја склопиш така како што ја замислуваше тогаш? Можеби тогаш кога ја напиша не, ама во целиот процес. Да, од оваа гледна точка да, после цели 4 години од создавањето на Do You Remember, можам со благодарност кон себе да си да, кажам. Ама чека, кажи ми каква е врската со Весна Малинова и целата приказна? Да, со Весна Малинова тука се споивме преку Наталија, поздрав и до нив. И Весна точно памтам. Бевме кај нејзе дома, Весна готвеше нешто во кујна. Добро. Ајде вика да слушнам што си напишала. Добро. И јас почнав. Do you remember? Ема вака пе. Се срамев, многу се срамев. Мислев дека никогаш нема пропеам пред други луѓе. И во тој период и дојде Весна со тавата од кујна. Девојче, па ти пееш. Пушти глас. Стварно, као ова се што го направив, пеам, онде па стварно да запеам, као знам да пеам. И беше преинтересно, вика, ја те носам во студио. Ти песната ќе ја снимиш. Леле. Ајде. Немав никакви, не знам, размислувања околу тоа, само сакав да го направам. Така и се случи, се споивме со Јордан Манов од Кочани, со него работев и на неколку проекти после тоа. Влеговме во студио, не ни знаев што е студио, не ни знаев што треба правам, ми дадоа слушалки, ме ставија пред микрофон и ајде пеј. Како да пеам, што да пеам, пеј. Си го слушаш гласот, си слушаш нешто многу поразлично тоа претходно што го имаш искусено. И се заљуби во тоа чувство. И од тој момент навистина не сакав да излезам од студио и ми е многу жал што немам доволно ресурси и време сега да се затворам во студио и да направам нешто многу поголемо. Но ќе дојде тоа. Ќе дојде времето. Всушност, тлееше се во тебе, односно музиката постоеше на друга професија потоа во ова интервју ќе поразговараме и за неа, но во едно интервју велиш дека се плашеше од можноста да ти се случи пропаднати таленти. На таа тема си рекла исто така, сметам дека немав доволно храброст, велиш, нели, за тој период. Сите сме свидоци на често пропаднати таленти тука кај нас, но доволна ценетост на она нашето, со поголемо вреднување на туѓото. Велиш, јас сум голем сведок за луѓе од моја околина што поседуваат преголеми квалитети за уметност, глума, актерство, пеење, но суровоста во препознавањето на сите тие обележи ги демотивира да се борат за истите, па одлучуваат да останат во комфорт зона или пак да газат по трња за да го дофатат врвот. И кај мене половеше тој момент, среќа имав што запознав луѓе што ми дадеа ветер во грб, поддршка и поттик да проодам, велиш, и да го изговорам првото зборче. Само тоа требало, сега сме на стартот од почетокот и ќе газиме цврсто. Да. И проода. И проодев, да, и више почнувам да трчам. Барем јас така го чувствувам мојот раст и ми е драго за тоа. Затоа сега се анализирам околу изјавата што имам дадено. Тоа во поголем процент го има зборено несигурната Тамара. Онаа која што запловила по тие непознати води за прв пат во животот. И верувам дека секој млад артист, па и човек, мислам, овие прашања се и за други секојдневни ствари, кариери различни, не само со музиката и со уметноста. Сега разликата е што едно е да работиш на одредена позиција, не знам, администрација или државна институција и слично, а друго е да градиш нешто кое што мораш да го градиш. Тоа е цената за да успее. Да. Ваму каде што си, можеш да си работиш, да си постоиш, да си ја земаш платата која што треба да си ја земеш и слично, а нешто да го направиш, тоа е уствари твојот брендинг. Тоа е твое.
ја често го кажувам примерот за Nike. Nike да направеле само Air Max, ќе останале на Nike и секој кој што дошол после нив ќе ги прегазел. И ќе бил подобар. Така да брендингот свој мораш да го градиш, твоето име мораш да го градиш, да го чуваш, да го негуваш и да го надополнуваш константно за да стигне таму некаде. Така да тој страв што зборувал во мене сум го сработила на некој начин изминативе години и сега нема план Б. Сега е само план А. Супер. Како ги бираш другарките или пријателите? Енергетски. Најчесто. Мислам старите. Долгите другарства не си ги давам. Тие ми се тука од детство, животите ни се сменети, повеќето од нив се мажени, со дечиња и слично. Јас сум од другава страна, се уште бркам кариера и сакам да се зацврстам со темели на тоа прашање, но животот се менува. И енергетското кое што останува помеѓу луѓето е она кое што најмногу вреди. И најчесто и еве сега кога склопувам некои нови пријателства се водам по енергија. Ако со некој човек не можам да кликнам енергетски, а јас сум бегаш, да. А јас сум препозитивен човек по природа и навистина одбирам да ја имам таа позитивност до себе. Мислам дека и тоа е тоа што ти прави во животот, тој ветер во грб што го нарекуваме. Не мора, не знам, да ме носиш до облаци со некој мовет и да ме тапкаш по рамо дека ја нешто или ти нешто или било што, но да владее убава атмосфера, да има убав збор, да има позитива, но и реалност нормално, но да постои таа љубов која што се чувствува. Супер. Ајде да видиме што ќе каже за тебе Роберта Петровска. Леле. Да. Само неколку минутки и потоа се враќаме да видиме што ќе ни каже па за возврат на прашањето како ќе одговори нашата Тамара. Здраво, јас сум Роберта, другарка на Тамара. Со Тамара се знам од најмала возраст, од наши 4 години се дружиме, па се до ден денес. Тамара е исклучително добра личност, секогаш весела и ведра, многу храбра и лично со многу добра душа и срце. Тамара има една мана која што секогаш сака да помогне на сите околу себе, секогаш ги става другите на прво место. Би сакала да ја прашам кога ќе има следна песна да ме викне во спот. Тоа е Роберта. Ето ти. Ај сега прво одговор на ова. Кога ќе викнеш во спот? Таман зборевме за другарството кои траат и сега она сака да го расипе тоа. Ама гледај како беше подготвена сега. И мора да ја викнеш во спот. Прекрасна е. Роберта беше на мојот прв спот. Оствари на Дури затоа Мембар, но она беше во некоја затемнета атмосфера. Сака она да биде во темната првиот план и апсолутно тоа го заслужува. И еве ја ветувам дека во следен спот, но заедно со Тео, Тео е незиното синче. Добро. Ги ставаме во прв кадар и мислам дека ќе имаме полн погодок. Да, за се знаете? Од детство. Од 4 години, 5 се имавме карано за една пегличка детска за пеглање. И чија беше? Чија е или да, кој поише да си игра? Не сум сигурна чија е, мислам дека Роберта го имаше одговорот, ама знам дека се каравме и дека не можевме да се поднесеме за таа пегличка. Пуста пегла. Да, и ги делевме улиците. Роберта живееше неколку куќи подолу? Да, подолу од улицата каде што живеев јас кај баба и кај дедо. И ги делевме улиците, ти не смеш после ова уличка да се движиш, ја не смеам после твојата уличка да се движам, пошто сме скарани. Две се твои, две незини. Ете, така, имавме уште една другарка, мислам, имаме другарка уште една, која што исто во тој крај живееше и со нејзе сме исто од мали. Ние бевме трите мускетарки, во принцип, во Гостивар, во Дутлок. И така, кога се каравме, си ги делевме улиците и бевме смртно љути. Ама се смирувавте потоа. Апсолутно. Секако, мислам. После пораснавме. Сега се сакаме најмногу на свет. Маниве, многу е важно. Пошто слична и она изјавата на втората пријателка, морам да кажам дека некако и јас те гледам како премногу, некој кој што премногу се грижи за другите, заборавајќи се себе си. Ке ја слушнеш и Ивона ја што има да каже за тебе, ама тоа си таква од секогаш или тоа си некој ти рекол, си била да прашаш дали можам да влијам, дали можам да работам на себе и да се погледнам во огледало и да речам, нели, дај, добро е Тамара, дај малце за мене. Да, мислам дека сега е времето.
Сега почнувам. Сега почнувам баш овој период од животот, некако ми се удри од глава тоа и почнувам да гризам под наводници, поточно да си ти во прв план. Да најдам начин да се одберам себе. Не по цена да наштетам на некој друг, апсолутно, ама да го најдам начинот и патот да се ставам себе си на прво место, затоа што гледам дека почнува да ми се одразува. И валјда животот, само што дојдов со факултетот во Скопје, си ги зедов некако коцките во своји раце за себе, сакав да бидам што е можно побрзо самостојна, да не зависам од никого. Сакав што е можно побрзо некако да пораснам. И така и постапив и така се носев. После тоа животни околности, животни ситуации, домашни, надворешни, семејни и слично те учат да бидеш цврст и на некој начин да бидеш и тука за другите. Ја немав избор во одреден период од животот, ја морав да бидам тука за некој. И тоа ми се рефлектираше во сите односи. Било другарски, било партнерски, било семејни. Се направи баш тој круг на моје функционирање и сега не можам да го искоренам. И на некој начин сама си го предизвикувам. Као сама сум ја човекот кој што ќе скокне, дури и да не треба да скокне. Ти ми кажеш, Тамара, окей, не ми треба помош. Да, ама јас сум тука. Не бе, еве ти вода, ако случајно ти затреба. И после ти го чувствуваш тоа како преголем притисок. А сама си го правиш. Така да работиме на тоа. Така е, да. Тие мани, што и од друга страна си доблест. Така е. Не ги сметам за нешто пренегативно, но нормално е дека треба постои граница. Заштита на самата себе си, само за тоа зборуваме, нели? Да. Јас морам да бидам прва, па потоа сите други, ама добро. Така треба. Ке дојде. Има време да се работи. Не дека ти зборувам и јас сум слична на тебе, можеби не до таму, ама нека да се гледам себе си. Тука сме. Можеби. Да. Сега, пред да ја чуеме Ведро, да ни раскажеш зошто баш за внукти? Ние имаме принова во нашата фамилија за месец дена, здравје Боже. Така да све некако е споено и склопено. Олег ми е прв внук во фамилијата, од братучетка ми. Сега ни следува и од друга страна и сакав да ги спојам работите без да го експонирам премногу тоа што следи. Го зедов Олег и сакав да ја представам таа искрена детска енергија која што многу ни недостига, баш како што и го почнавме преска муабетот, ни недостига таа искрена љубов, нешто што е поразлично од партнерското, тој ме разочара, ја го сакам, тој не, ја да, туку да е некој друг вид, некој многу поголемо чувство, многу поопширно чувство. Ја фигурата како тетка ја искуси више, сега ја искусувам забрзо и на друго поле и затоа и кажав, ако толку си го сакам внук ми и следниот што ќе ми дојде, тоаш па колку ќе си го сакам сопственото дете. Така е. Така да прекрасна љубов е. Нема опис за тој вид на љубов. Добро, одиме со джингл и време за Ведро е. Нека биде љубов овој ден, вака исто како ти и јас што сме, и да врнат дождови, бури, нека сјае ко нечи роден ден. Нека биде денот посебен за се, ко што јас и ти без план се сретнавме. Ниту едни вести не ме плашат кога ние под исто небо сме.
Продолжуваме со приказната во Никој да не знае со нашата Тамара Волчевска. Мислам дека е интересно за сега, барем мене ми е волшебно и прекрасно, со оваа млада и убава девојка. И ја прекрасно си поминувам. Да, фала ти, Тамара. Како дома да се. Да, баш ми е драго. Вака сега околу Били Ајлиш, само да споменам, пошто спомена во најавата. Сега мислам дека како почна на македонски да пееш и толку многу не. Се промени. Сега више не. Сега више не. Сега може, сега се вративме на Тамара. Да, си рекла ми годи, веќе гледам дека така настани мојата најава при моето појавување, нели? Да. Ја слушам Били, ја сакам незината музика, има свој печат, автентичност, оригиналност, но мојата цел е да бидам своја. Јас сум само Тамара, човек, уметник кој се вози на емоции и емпатија. Тоа е тоа што ќе го пренесувам, чистина и искреност. Луѓето го препознаат тоа, па се надевам дека само таква ќе ме доживуваат. Нека биде само Тамара. Таа цел сме остварили. Леле, се осетив сега како кампања за нешто што нема да го изговориме. Но добро, сме успеале. Добро. Значи, веќе не те не, во ред, но се поретко е тој епитет, више. Да. Ама ти зоде еден период? Не, само престана да се експонира тој момент и си го завзедов моето, како што само Тамара си ветив. Тоа е тоа. Да. Сега одиме кај војската. Идемо. Да. Значи, мене ме интересира пред да ти прочитам што си рекла во однос на твоето искуство во војска. Како се одлучи да станеш професионален војник, ако може кратко приказнава? Да, се запишав на факултетот за безбедност, одбрана и мир. Стартно мојата визија беше да бидам полицаец. Полицаец сакаш? Да. Добро. Но склоп на околности ја искористив шансата да влезам во армија и го засакав тоа. И јас сум човек кој што кога ќе си го даде зборот, сака да си го почитува. Ја без разлика што не сум таму, ја точно си ја памтам заклетвата која што ми е дадена. И мислам дека со еден отказ и напуштање на тоа работно место, мислам дека ако на вистински начин си влегол во целиот тој процес, во тој процес, дека не можеш тек така да го избришеш од себе. Јаден денес си го носам, многу работи научив таму. Не бев премногу долго, бев околу 2-2,5 години, но научив доволно и за животот, и за функционирањето, и за борбеноста. Едноставно, карактерот мој се вклопи во сето тоа таму, но подоцна се појави музиката. Да. Не знам, се менуваме. Посебно во тие 20 години се менуваме доста. Драго ми е што влегов, драго ми е што бев дел. Дисциплина, можеби тоа е дисциплината е онаа која што ти треба за се потоа во животот. Точно, и сега сите тие работи што сум ги научила таму ги применувам во моето секојдневие и во кариерата што ја градам. Значи ти си организирана во денот. Во принцип да. Знам да сум и многу спонтана. И не ми смета воопшто спонтаноста, но знам и да тоа е целта и тоа треба да го постигнам. Вака треба да биде затоа и кога кажав дека немам план Б, стојам до планот А. Тоа треба да се направи, тоа ќе го направам. Супер. Така да, убаво искуство. Сега, кога сме кај тоа искуство, велиш од моје искуство, никогаш ја немам почувствувано неравноправноста. Те прашале дали си била неравноправна таму, но имам почувствувано привилегија, велиш, да си жена војник е огромна чест и задоволство, униформата, нели, благослов и моќ, што верувам дека секоја жена би сакала да го почувствува, и додаваш нешто што е исто така многу важно. Ништо не е тешко, ако го почувствуваш дека токму тоа е она што ти треба, велиш. Тежок пат, начин на живот, многу жртвувања, но секогаш со цел. Огромна цел за луѓето таму со кои што ја делиш потта, тежината, задоволството, за луѓето таму со иста цел за својот народ. Сега она е тоа веројатно кое што треба да те води и високото чувство. Нели, да, високото чувство дека за својата татковина, за својот народ, за нас сите го правам ова. И сега јас само ќе ти кажам, тоа беше она што беше, како да кажам, ти правеше двојба дали да или не. Затоа што и музиката е нешто за твојот народ, но од друг аспект. Од друг аспект, да. Затоа кажав, карактерот мој беше се вклопуваш во сето на таму што се случува и што треба да се прави константно, затоа ги имам потенцирано жртвите што и таму мораш да ги сносиш на некој начин, едноставно се бара од тебе да си присутен на тоа и тоа место тогаш и тогаш. Значи, чекај малце, тоа е сериозна работа и сериозни обврски, како гледаме на филмовите, така се станува професионален војник. Тоа е начин на живот. Така е. Тоа не можеш да го бираш. Кога?
Сега можам да одберам дали ќе пеам во сабота или нема да пеам. Да, а тогаш Ако треба не да сакам станеш, пеам, нема да например, пеам. кога бевте во процесот на создавање, да речеме, на тој професионален војник, што требаше да направиш се? Ја фатив буквално годината на корона и ние не излеговме од касарна. Цели 3 месеци, цели 90 дена. Леле. Не смеевме да имаме никаква допирна точка со надворешните луѓе, позади капија, 24/7, со обврски, со плански, распрередени задолженија и слично. Константно си под, како да кажам, под лупа. Те гледаат командири, ти кажуваат што треба да правиш. И тоа е она кое што сваќаш дека ти го менува животот. И дека можеби не до тој степен нормално после кога си во редовен работен однос, но дека мораш да се посветиш на тоа и дека ако сакаш да го работиш, дека мора да си насочен. Да си внатре. Да си внатре. Така е. Не можеш да правиш поише работи во исто време. Сега можеби оние кои што си направиле стаж од 20-30 години. Така е, можеби и можат. Да, можеби и можат, можеби нема до толку обврски, не се толку задолжени, па имаат простор да се занимаваат и со нешто друго, но со помладите војници е баш принципиелно и кога треба си на терен, кога треба да си на тоа место, Дали прави свадба сестра ти сега во моментов? Не е важно. Пример, и не е баш важно. Можеби, ако е изводливо, да. Ама ако не е изводливо, нема да одиш на свадба од сестрите. Да. И сега знам дека сме го зборували ова, па знам, имаме уште некои 10 минути, па сакам нели побрзо да раскажам уште некои работи. Сериозно и веројатно и ти да си сега мајка на сопственото дете кое што има добра работа, професионален војник, нели сериозно услови и така натаму. Нели? Ние ја гледаме другиот аспект на приказната. Иако и тоа дете ти рече потоа, мама, јас сега готово толку, дигам раце и не сакам, ќе бидам со музика нешто што е многу по падни стани, кај нас е тешко и така натаму, нема кој да те бутне, немаш некој кој што така ќе ти помогне и така натаму. И се налути кога ти рече не, мој молим те ќерко, или? Не се налютив. Поише со татко ми мислам дека наидов на отпор. Мајка ми више чувствуваше последните месеци, мајка како мајка, мајките знаат. Те познава. Ме познава и ден денес ме познава. Немав некоја преголема реакција од нејзе, затоа што таа точно знае дека ако кај мене задзвони звончето, дека тоа е тоа. Проба нормално дека проба да чека и не брза и застани. Исто и татко ми апсолутно. Само што тој подолго си ја држеше љутината дека не го послушав. Неговото татковско, да го поздравам сега кога не гледа. Да, ама добро, на крајот од денот некако се собравме, се склопивме. Ја средивме работа, добро е, тераме, сме живи, здрави. Ете, супер, да. Тука сме кај што сме. Да. Сега гледаме втората пријателка, нам на сите добро позната, Ивона Јо, еве што таа кажува за Тамара Волчевска. Идемо. Здраво, Ката. Здраво, Тамара. Да одговорам на брзинка на прашањата кои што ги имате поставено за Тамара, со задоволство. Јас Тамара се знаеме од 2022 година, а имам чувство дека ја знам цел живот. И кога би требала да ја опишам, би опишала како нескромно, една од најдобрите личности во мојот живот, кои што имаат влезено во мојот живот и една од најблагодарните и една од најработливите луѓе, кои што не знаат за не, кои што само знаат да бидат упорни и тоа е нејзината доблест и многу сум среќна што постои во мојот живот и што знам таков човек и таа е меѓу поедините луѓе кои што се уште ме одржуваат дека во човештвото има надеж. Мани. Во ова време во кое што живееме, можеби тоа знае да биде мана, но знам дека таму горе некаде се запишува добрината која што таа носи во себе, така да можам да кажам дека нема мани, можеби тоа што ете во последниот период многу се истакна тоа што се има заборавено себе и помагајќи на другите и сакајќи другите да ги спаси, се има заборавено себе, но сигурно сум дека има научено лекцијата, па така да не е дел од мана тоа. И прашање кое што сакам да ја го поставам е
кога ќе земеш слободен ден да идеме да прошетаме негде и да онака земеш време и за себе и за сите луѓе околу тебе. Доста работеше. Мислам дека е време да одмориш малку. Ај сега, Тамара. Ај прво одговоров. Немаме многу време, имаме песна за крај. Чека да видиме календар. Ајде да смислиме нешто од понеделник до среда евентуално. Од понеделник до среда. Не, понеделник не може. Не можеш. Вторник? Вторник може некои 2-3 сати нешто да се направи. Добро. Значи, Запиши там. пишано. Пиши таму вторник. А следното после Нова година, после Божик, таму февруари, знае да е малце помирен месец. Леле, па ова со февруари... маната е истото со Ти следиш. претходната. Да, не го Роберта. коментираме Да, тоа. го искоментиравме, така е, да. Благодарам на убавите зборови од срце. Така е, да. Сега, пред самиот крај на ова никој да не знае, вака си рекла во едно интервју кога те прашале како се гледаш себе си за 10 години. Би сакала да можев и да цртам, па да си го насликав животот во иднина и преку бои, но верувам за брзо ќе напишам и песна за тоа, па ќе се дефинирам подобро. Спокој, мир, добра музика, мој човек, чаша вино, па акустичен концерт на плажите низ Америка и светли точки да бидат насмевките на луѓето пред мене. Накратко склопено, тоа би бил мојот дом, па на добар пат си. Вау, прекрасно. Сега би додала и арена. Така Ми е. растат работите. Арена, Да. значи да наполниш. Да, би сакала многу еден ден да наполнам арена. Добро. Тоа од срце. Стигнаме и таму. Секако. Иде, полегано Така е. сигурно. Само манифестирај, така Да, да, да. Виде како застана времето за секунда, кога го изговорив. И ти ме погледна, ја те Арена? погледна и застанавме само. И замисливме полна арената. Тоа е тоа. Не го пробаш. Како со другарката и со писната, така? Е, така. Ете, Буквално. исто, да. И пред да ја чуеме место од спомени, кој ти е најголема поддршка? Мајка ми можам да издвам како човекот кој што, ете, со било какви прашања околу мене, околу себе, околу патишта, животни, раскрстници и слично. Е тука. Е тука, нормално дека има збор два да каже, да поучи и слично, ама ги прифаќа работите и верува дека сум на тој правиот пат. И знам дека тоа е безусловно и дека е за секогаш. И Ивона го изоде доста долго патов, посебно овој мој некој музички и експазивен момент, така да и таа ми е тука и сум им преблагодарна за тоа. Одлично. Место од спомени за крај на уште едно издание на Никој да не знае. Уживајте. Дојдов уморна од сите гревови, им не достигам на тие зидови. Та соба, едно детство, едно дете, едно место постои, постои. Дојдов уморна од сите градови, и не достигам на тие улици. Една куќа, едно детство, едно дете, едно место постои, постои, едно место од спомени, едно место од спомени, едно место од спомени. Стојам сама пред врата дрвена, им не достигам на тие ходници. Тој двор, едно детство, едно дете, едно место постои,
Зар некој би слушал зре тага во срце, празна градина пуста.